Петок велики или Вели петок, најтешкиот ден во христијанство. Освен ако си млади брачни пар, па да треба јајца да вапцаш со жена ти во четврток. Знаеш како треба конечно се клат инструкција. Тие луѓето мислат дека сите знаат како оди тоа со вапцањето јајца. Особено па жените мислат дека мажите сите знаат што треба. Така некди жена ми ме пушти во средата, ми вели ќе земиш алкохолен оцет и јајца нормално. И одам јас по продавници, вртам, барам алкохолен, нигде не пише алкохолен оцет. Јас знам дека има вински и јаболков. Вински кој ти се расипи виното, јаболков јаболката кој ти се расипа. Тоа е. Арнова не алкохолен имал. И втевме по продавници, и на крајов комшиво на продавница, легвам, гледам мажи застанати ред, чекат кој со вински, кој со јаболков, си викам, добро е, не сум сам. И одам и на вработените му викам, дајте бе, кој е тоа алкохолен оцет? Ти ми викат, бе, нема, све се даде, евентуално видам в магацин. И ко засмеа најден на гај. Ко почна сите рипат, и јас сакам таков требаш. Дај ми имене. Море, ако не прашав јас, ќе одевте сите дома кој со вински, кој со јаболков, ќе јадевте метлата по врат. Дали ти јас ќе јадев ако не прашав, арно прашав. И видно то помина, сусрекивме сите, најдовме тоа што ни требаше. Одам дома, жена ми уште не влезен, поглед ми дава од таму. Реков ја грешив па работа. Шо љуфнав се? Вика не требаше само бели јајца, требаше кафејави. Шо има врска, реков јајца? Па белите се со црвена боја розевик излеза. Ако мори жено, мори ако. Аде тој битен за убода. Сега го стано на розевони. Нека бидат и јајцата како стано. Големе Господи, прости. Ама требало црвени. Абе вапце, реков таму, но знаеш ти какви ги испадни. Вистина знаела морече. Тато си слушате жените, а не вака. Слушнато, недослушнато. Нека помини Великденот ќе правиме на татема муавет. Денес да пуштиме шпица и да си почнеме со великденски муавет. Ајде бате, пуштај. Значи, какви јајца сум вапцала годинава? Знаеме, маре, знаеме, ги видов. И твоите ги видовме, и од комшивката јајцата, ги сите ги видовме јајцата. И ќе го почнав муабето со прашање дали ги вапцавте јајцата, ма што ќе прашвам, ко сите ги видовме сегде по Фейсбук и по Инстаграм и сегде, бе. То не е лоша работа, убо е, празнично, ќе си клаиш, ќе си одбележиш во ред, ама се обележва, клаваш слика и тоа е. Не мора фотосесија на јајцата да му прави. И чудна работа, мајката, како сите најуба јајца имат направи. А сите јајцата најубаво му се вапца. Ќути барем тоа е еден адет што ми се чини дека никогаш нема да изумри и баш ми е мило што ќе остане, што ќе живее и се надевам дека ќе заживеат и другите што си ги има. Пошто како тргнало влијанието запад, не дека го нема во Великден. Тој зајако великденски што го има нивниот, моментално го има во сите помлади куќи и семејства во Македонија. Оти порано се знаеше кор, па имаш и јајцата внатре, сега не, сега зајак треба да има. Тој што ги крадел таму јајцата во та другата култура, не знам. Ама битно пошто жените обично украсват и жените купуват и кој видат нешто зајаче сладко, ќе земи, ќе го купи. Не е битно дали од друга култура, а вата е битно сладко да. Не заџаве на сите најголеми брендови, на сите најбарани работи таргет му се жените. Оти на жената треба сладко да му е нешто и го купува, не е битно дали треба или не треба. Готово. Битно е на жената да му е убаво дома украсено, да му е маж да е кавилен душек на подот, ќе клај телевизор и тој на земја и тука ќе му е раја. Не утреа многу на мажи. Бавето ми е полека, ама сигурно гледаме дека западните култури ги преовладваат овие нашите. Убаво си ги постираш јајцата вапцани така натаму, ама пак то да биде на наш традиционален начин. Не мора да има зајаци 200 во позади. Сам пример велиме, са не ме тепајте мене. Ако ти е мерак зајаци 2000 зајаци клај, не е проблем. На крајот на денот битно е добра личност да видиш, во душата си добра, да правиш добри работи, да почитуваш, да сакаш. Дали ќе клаиш јајцата вапцани на слика или ќе клаиш зајаци или шо и да не е толку битно. На крајот на денот не мора ни слика да клаиш, знаеме дека имаш вапцано јајца. Сите имаме вапцано јајца. Денешниот ден или Велики петок е најтешкиот ден во христијанството. Денот кога бил предан, тоест распнат Исус. Осуден, омаловажен, вреѓан, плукан, распнат пред сите како криминалец. И тоа уствари на приказна е настан со еден тон поуки. Приказната те учи дека дури оние луѓе што мислат најдобро, што сакат да направат најдобро за другите, многу пати не се видени како така. И животот ќе ги однеси низ милион работи, ќе бидат туркани, осудувани, вреѓани, шо не. И тоа ексклузивно му се случува на луѓето што сакат да направат нешто добро. Ти ако не киш да направиш добро, мање више веќе си тргнал по лошиот пат, така што дали некој нешто ќе вели или ќе вреѓа или шо и да е, не ти е ни битно. Ама кога ќе правиш добро и кога ќе сакаш да правиш добро, баш тогаш технички очекуваш да бидеш поддржан, награден, благословен. Арнама баш тогаш се случува животот да те турни малце подолу. И то не е заради тоа што ти си несреќен и само тебе ти се случват еден тон работи, туку едноставно тоа е еден, ајде да го речиме, тест на твојата добрина, твојата добронамерност. Оти многу луѓе од кога ги турниш почнуваат
почнуваат инаку да размислуваат, да полошо, се менват, делат што ќе правам јас добри ни вака ќе ми враќаат луѓето, не прам по. Тоа е сосема валидно чувство. Сите ние сме биле разочарани, особено од луѓе што сме мислеле дека ни се блиски, што ќе му помагаш со мерак, ме сваѓаш. И не очекуваш ништо за возврат. Ама барем една основна почит треба да добиеш, така обично баш напротив. Луѓе што мислиш дека ти се блиски многу често знаат да не те ни испочитуваат, камоли да направат нешто за те, без разлика колку ти си прави. Арнова на крајот на денот, добрината на човекот не се рачуна во добрите дела што ги направил, што се забележани, снимени, направени за да видат други луѓе. Туку се мери во тоа колку добри дела можеш да направиш без да бараш внимание или било што. Значи добро дело се прави од душа, не се прави за било каква друга добив. Сум можел, сум ти поможил. Толку тука треба да заврши работата. Јарно, ама за жал во денешницата обично не е така. Обично луѓето што помагат стално имат некоја задна мисла или калкулација некоја. Се е пресметано денешно време. Добро, не е се, има луѓе што така помагат, не можеме речеме. Ма во глобала веќе одамна се губат оние правите вредности човечки. За жал, сакале ни или не, живееме во едни алчни време. Наместо да одиме напред, умствено, духовно да речем, ние се поќојме на кај да му умри козата на комшијата. Најди се па живеј време. Никој поќе не гледа да му помогне на другиот, нема колективна свест, туку сите гледат за нив, гледат да си направат што поќе можат да фатат, што поќе да украдат, што поќе да може да те зафркни. Тоа е најголемото достигнување во денешницата, да зафркниш некој, нешто да зафркниш, да скиниш негде поќе кај што треба. Не е целта да видиш подобро суштество, туку што полошо може, тоа е пар. Ево такви времења живееме. И тоа е најмногу заради класната разлика. Огромна е класната разлика. Додуша не дека некогаш не била, откако постои човеко, постои 1% на луѓе што се богаташи, да речем богато друштво, живеат багатела што ги командат сите работи, постоела мала работа средна класа, тие што му се помошници што работат, што земат некој платичи и се друго било со здравје си го носи. Од секојаш било така. Ама проблемот е што порано не можело тоа да се види до толку. Сам луѓето не се глупи, знаеле во која категорија спаѓа. Знаеле дека има некој што живее рајат од ум, ама не можеле тоа да го гледат на дневно ниво. Ја видат палатата на крало кралицата, на тие што биле таму војводи што и да биле не знам, и ги виделе во некоја кочија златна и толку тука завршвало. После си терале животот, тие немале време да се замарат со такви работи. Наравно зато денешно време имаш Instagram, TikTok, имаш Habibi come to Dubai, имаш инфлуенсери со некои животни стилови што 99,9% ни подразно не ги живеат, ама ете едноставно така му е. Му поклони некој нешто, ќе се снимат, ќе ви го прават филмо, а не правиме муавет за останати мафијашки филмови што се најпопуларни, што се сонот на балканци. Не мора да учиш, да не мора да работиш, да направиш некоја далавера и тука да ги земиш парината. Ево тој свет живееме. Наместо луѓето да сакат да стремат да бидат посрекни, поисполнети, да прават работи што сакат да ги прават. Тие 90% не ни знаат што сакат да прават, бе брат. Значи ги прашуваш децата што сакаш да правиш во животот, не знам ти веќе. Немат интерес, немат хоби, немат ништо нема. Е зато среќата се наоѓа во тие, во најдолните работи, пошто никој не му всадил од најрана возраст љубопитност, работна навика, добро однесување, добри особини и така натаму. Дури и да имале како млади луѓето некаква љубов, некако нешто што сакале да го прават. И ако то нешто некој го потиснал, намерно или од невнимание, небитно, толку требало бат. И од тука натаму луѓето цел живот го посветват да смислат следната далавера, што ќе му донеси брзи пари, што ќе може да оди в казино да ги клаили негде, што ќе му дојси дел од секунда среќа и после тој еден тон мизерија, ама не е битно. И пошто не знаат дека постои друга среќа, упорно така го живеат живот. Не само што го живеат, туку и други луѓе учат и ги терат така да живеат. И баш заради тоа сакам да ги зборам овие работи. Тоа е една од причините зошто ги правиме муавет работи. Ти ми е смачено од живење во свет, ќути има и полошо, снајди се па живе. Абе ти гледај ти за тебе да си завршиш работа, остај ги другите и така натаму. Никој не е сам на ова планетата, бе бат. Иако знам дека ви е многу мерак да се понашате како само вие да сте во свето, крало и царо и само вие постоите, јас се кладам. Значи се кладам пошто сакаш дека 99% од луѓе не можат еден месец сами со себе да издржат затворени веќе. 99% од народот ќе скрени ако го остаеш сам да се гледа во гледал или во ѕидо, небитно и да е сам со своите мисли. Да нема никакви дистракции, телевизија, телефони, ово, она, само да седи така. Така што крајно време да прекиниме да се понашаме како само ние да сме во свет. Да почниме малце да мислиме со глави. Почниме да работиме на случај да станиме поарни луѓе, ако не за нас, за фамилите наши, за децата после нас што ќе иде. Што на сите нас овде времето што викам избројано. Кај секој посебно кој колку како небитно, ама тоа е. Колку и да звучи тешко, вистината е таа. Не е поентата на животот да дојдиш во животот и да изурлаш, да направиш белја катастрофа, ти реков ми речи да замеш. Пошто кој што рековме, не си само ти. Светот останува на луѓето после тебе. Најчесто останува на
твои луѓе, твои деца, внуци што и да. Сега ако гледаш дека никој не прави ништо за да се подобри ситуацијата за следните генерации, валјда некој треба почниве, од негде треба почниве мора. И баш заради тоа е убав Великден како празник и приказната што ја носи за распнувањето и за воскреснувањето, за да ни кажи дека не постои нешто што ние не можеме да го пребродиме. Без разлика колку ти се дешаваат лоши работи во животот, без разлика колку е тешко, без разлика во која ситуација се може да се преброди. Не се за џабе поговорките, Бог му ги дава најтешките борби на своите најсилни војници. Или што би рекол народо последно, најтешките борби ги прат најсилните војници. Може да влегов малце длабоко во муабето, ама па моментално како што рековме сме во најтешките денови, најтешките пости и некогаш мора да се напрати по тешките муабети, а не само да правиме муабет на тема кој вапца шо вапца јајца. И мислам дека доста е за ден. Ко за празнично дури и многу може. Така што имајте убав викенд, убав празник. Не ви велам Христос воскресна, пошто ќе се видиме понеделник, тоа ќе си речиме. Да не ја брзаме работата. А до тоа уживајте, сакајте се, трудете се да бидите поарни за вас и за сите околу вас и среќни празници. Поздрав!